Денеска овдека во Охрид во рамките на редовните активности поврзани со кампањата за предредените локални избори, изборот на градоначалник, имаме состанок со туристичките работници, ќе разговараме за она кое што во минатото беше успешен проект, но и сакаме да слушнеме определени предлози кои што во иднина ќе ја зголемат и самата туристичка понуда во Охрид, што можеме ние како идна локална власт овдека во Охрид да понудиме нешто ново што ќе додаде вредност во процесот на привлекување на поголем број туристи кои што практично ќе бидат зголемување на квалитетниот туризам во рамките овдека на Охрид, не само во Охрид, туку и во целата држава, во Македонија во целост. Исто така ќе разговараме и за сето она кое што можеме да го добиеме како идеја и за другите развијање на другите туристички центри во Република Македонија. Се разбира, исто така ќе разговараме и за фокусот овдека во Охрид, но нема како да не ги споменеме и сите оние негативни случувања кои што се секојдневие во Република Македонија, зголемениот криминал. Гледаме застојот во работењето на автопатиштата, поготово онај автопат кој што се гради од Кичево до Охрид. Исто така мораме да го споменеме, да видиме како после добивањето и на следните предвремените парламентарни избори и формирањето на новата влада од страна на ВМРО-ДПМН, како да го забрзаме целиот тој процес, а во насока на тоа да имаме поголем проток на туристи и зголемени можности за проголем проток на туристи овдека во Охрид и Охридско, така што очекуваме на квалитетна, конструктивна средба со туристичките работници да добиеме нови идеи, нови сугестии, како во иднина и како локална, но и како централна власт ќе можеме да помогнеме во овој процес во привлекување и поголем проток на туристи во Македонија, во Охрид, во Охридско, но и исто така и во другите туристички центри во Република Македонија.